Лоренцо не е италијанец, туку делчевчанец со необично име. Трајановски има 53 лета, ама живее со 100 на саат. Ако не верувате, слушнете. Пасија број 1, олтајмери. Колку олтајмери имате? Па моментално мислам дека се околу 23. Што коли? Имам Citroen Diana, стара Ford Fiesta, Москвичи, Opel Kadett C и D, Renault 4, Фичин имам 4, Volkswagen Kombi имам 2.1 и другите Warburg. Во моментов? Правам еден мотор, а тоа од 54 година BMW, типот е 25x3, кој што е со бочна приколка и кој што го правам дел по дел и штраф по штраф. И во моментот работам и на едно фичо со појачан мотор Abarth, со широки гуми. Сето ова чини мало богатство. Јас знам дека чинат многу. Пример е таа мојата што е Volkswagen Буба, таа е 67 година. Тие се многу ретки буби затоа што се оригинал германски, со американски браници ги викаат тие. Таа моментално може да стигне до 7-8 евра сигурно, но на мене тоа не ми се продава. Секоја година Лоренцо организира дефиле на олтајмери. Ланската година беше 9-то ретро кар шоу, а сега оваа година мислам дека ќе биде крајот на јуни, каде што имаме поканети гости од Бугарија, од Грција, од Србија, а можно да дојдат и од Косово и од Албанија. Тргнавме од хобито. Инаку професионалната кариера на Лоренцо е поврзана со противпожарната единица во Делчево, каде работи 29 години. Сега доаѓаме до спојување на олтајмерите со противпожарната бригада. Преку интернет се запознал со еден словенец, Мераклија за ретро автомобили. На еден форум за Volkswagen K70 се запознав со еден човек од Словенија по име Јуре Штрмоле. И со него почнавме да комуницираме околу колите, набавка на делови и така разговаравме со него, мислам, стално и се спријателивме. И во една прилика јас патував за Италија и тој ми се јави на мене на Вибер и ми понуди да земам јас од кај нив од Словенија еден камион Iveco Magirus. Колку ќе чини сето тоа, прашал нашиов? Тој ми рече дека ќе ми го даде без пари на мене, затоа што ми е голем пријател и едноставно се сближивме околу ретро автомобилите. Отидов во Словенија, го земав тој камион Iveco Magirus, кој што беше полн со опрема, а опремата кошта колку камионот што кошта. Значи добивме камион гратис во Делчево. Камион гратис, да. Во текот на оваа операција, Трајановски се запознал со видни словенечки фаци. Го прашав тогаш господинот Јоже Врчај, кој што е началник на полицијата во Черномеј, и исто така со Андреј Капшек, градоначалникот на Черномеј, бевме заедно, и јас ги прашав дали имаат уште нешто такво, пример, што не им треба да ни го дадат на нас. Тие ми рекоа дека имаат едно комбе там, во декември го донесов камионот од Словенија во Делчево кај нас, во противпожарната единица, и после беше март месец, кога отидов и го земав и комбето там. И тоа гратис? И тоа гратис, да. И така мислам дека тоа беше добра работа за мојата противпожарна единица. На едно свое патување во Швајцарија искамчил уште нешто. Случајно се запознав со Даниела Диди Бланк, она се вика, Даниела Бланк, која што не слушна како зборуваме ние на македонски, и јас се мислив дека таа швајцарка. И дојде и не праша од кај сме, и јас кажав дека сме од Делчево, од Македонија. Таа вика јас сум од Бугарија. И кога почнавме да комуницираме со неа, јас видов дека таа е волонтерка во Шардон, градчето. Волонтерка во противпожарната единица? Во противпожарна единица волонтерка, а нејзиниот маж Нико е главен командант на цел регион таму. И тоа беше одлична, ми светна сијаличката, викам, овде мора нешто да се истера. И така со Даниела тогаш направивме многу голема сделка, пошто таа на мојата противпожарна единица од Делчево ни подари 2 хидраулични скари, од која што едната кошта 120.000 франки. И земавме тогаш исто така 2 помпи, едната е Порше помпата, тоа се за, не дај Боже, кога има поплави, за да можеме да интервенираме за време на поплави. А што работевте во Швајцарија?
Таму работев на сезонска работа околу лозје таму за чистење на лозје. Пак одевме таму после да се бере лозјето, па помагавме таму на вработените да правиме вино, го флаширавме виното, лепевме етикети на шишињата. Авантурист прва лига. На годишен одмор не се печал по грчките плажи, туку работел во Швајцарија. Тоа било и поминало. Сега турка свој бизнис. Во Делчево моментално има многу екипи за работа, кои што претежно работат кнаов, гипс, картон, изолациони фасади, при што и ние имаме тим за работа со мојот другар Борчи Мирчевски. Имаме значи таков тим за работа. И тука не е крајот. Лоренцо пее. Кариерата ја почнал пред 2 години на кастинг талент шоу. Стигнав до финалето во македонски талент шоу и кога слушав таму дека се пеат многу песни од многу градови од Македонија, јас тогаш ја пеев Ако одам во Битола, Лазарополе и викам зошто не си пијан за Делчево. Царево село најмило, в пијанечки крај распослано, таму кај што тече брегалница река, срце ке ме води до века. Таму кај што тече брегалница река, срце ке ме води до века. Моје Делчево, јас те носам, знај, во срцево, гордо под голак планина, ти си како рајска градина. Во меѓувреме направил бенд. Тој се вика Лори бенд и одиме стално по ресторани или по кафани каде што ќе не поканат и одиме на приватни забави, роденденски забави и така. Свадбички има? Има, да. Овој човек, препун со енергија, прави хостел во Делчево. Идејата ми е да привлекуваме туристи. Најголем тренд моментално во Делчево е, имаме ние многу пријатели и државјани од соседна Бугарија, кои што доаѓаат кај нас во Делчево на журки, на забави, на ручеци, на вечери. Овде спијат во Делчево, мислам кај нас, по сите хотели и хостели кај што ги има направено. И моментално таа работа е многу интересна во Делчево. Добро, ајде сега малку за Делчево. Во моментот Делчево се гради како никогаш до сега. Последните 2-3 години тоа кај нас е навистина големо изненадување, затоа што во моментот во Делчево се градат околу 10 згради, и тоа навистина големи, и се продаваат моментално становите, мислам дека се некаде околу 900 до 950 евра се квадратот, но како што имаме сознание од собствениците што го прават тоа, тие станови веќе се продадени. Има некои бугари што купуваат, има и некои од Скопје, знаеме дека и некои албанци купуваат во Делчево. Од преполнетост што има превише автомобили во Делчево, ние тешко наоѓаме паркинг и плюс тоа ако ние, пошто сме се од Делчево, ако пред неделна време или 10 дена не закажеме кафана, слободни места, нема шанси да седнеме. Да. Сабота и недела, значи. Сабота и недела фул, да. Слушам и не ми се верува што слушам. Ама кога ќе ми текне дека и во Крива Паланка е исто за викенд, се ми станува јасно. На комшиите од Бугарија, кај нас се име поевтино и повкусно. Како се живее со бугарите? Ние со нив се дружиме, ние одиме кај нив во Бугарија, тие доаѓаат кај нас. Ние сме куќни пријатели со многу наши другари, каде што тие доаѓаат спијат кај нас, ние спиеме кај нив, така да јас уопште не гледам никаков проблем меѓу нас. Има ли провокација од типот, ајбе, вие македонците сте бугари? Не, тогаш никој досега тоа не се случило некој да дојде бугарин во Делчево за да не провоцира, ниту па ние нив ги провоцираме. Едноставно дружењето е на високо ниво и никаква провокација не сме видели од никој досега. Има ли мешани бракови, можеби? Има колку сакаш, има. Стварно? Да, има, сигурно. Имаме ние многу снајшо се вика дојдени во Делчево. Има ли наши снашки што се мажени во Бугарија? Има. Има и живеат во Софија, во Благоевград, Сандански, каде што и тие навистина се фалат таму дека има многу убав животот, пошто сега тоа е Европа, знаете. Трајановски и ова го забележал. Пред околу 10 дена од Делчево замина околу 10 автобуси
на сезонска работа во Швајцарија. Тоа бројката се ближи некаде околу 500 до 600 наши сограѓани отидоа да работат во Швајцарија, но тоа е само сезонски. Таа работа трае некаде околу 2 месеци и после продолжуваат во крајот на август или во септември само на гроздобер, кој што трае само 2 недели гроздоберот тогаш. Има и враќање назад. Изненадува фактот дека наши делчевци, ги знам цели фамилии, веќе почнаа да се доаѓаат од Италија, од Швајцарија и од Германија. Таму живееле до сега, со години. Таму живееле до сега, имале таму работа, но скапотијата и таму си го прави своето. Вратени се меѓу 200 и 250 души. Леле, сега премиерот кој ќе го слушне ова. Ја види, тоа е... Ќе части цел кабинет. Па можно е, ама тоа е реалност, јас тоа не го измислам. Па се изнаслушавме. Лоренцо, уникатен тип, дефинитивно.